Што за тебе представува патриотизмот, а што национализмот? Па според мене национализмот и патриотизмот се различна работа, значи најчесто се сваќаат како едно исто, меѓутоа јас национализмот го сваќам како малце поагресивна форма од патриотизмот. Значи според познатата изрека на Џорџ Орвел, нели, дека национализмот е најлошиот непријател на мирот. Така да патриотизмот е малце во поблага форма, да кажеме. Можете ли да ми наведете некои примери за национализам? Па, пример, дека индивидуата, националистички што е настроена, се смета супериорна во однос на другите националности. Дека има поголема вредност од другите националности. Поконкретно како можеме да го видиме и препознаеме тоа во нашето општество? Па, многу лесно тоа се препознава. Националистичкото его ни е малце на повисоко ниво, а тоа секако не ни носи добри работи за во иднина. На кои конкретно работи мислите, кои ќе бидат последиците после од овој национализам? Па во врска со, да кажеме, влезот во ЕУ и во НАТО, што е моментално актуелно. Значи, како и да е, мој личен став е, значи, дека сепак треба да можеби да размислиме за членство во ЕУ и во НАТО, малце да ги спуштиме кочниците за одредени работи, дека сепак ние, нели, очигледно не можеме сами да се справиме со моменталната ситуација што ни се дешава овде. Што е потребно за да излеземе на крај? Што мислите вие? Можеби да ги прифатиме условите што ни ги нудат, што на почеток тоа се разбира дека не би било лесно, дека навиките тешко се искоренуваат, меѓутоа со тек на време за наредните генерации тоа не би представувало толков проблем колку што сега представува и мислиме дека ќе представува. Кој може да помогне во тоа? Мислам, колку може да придонесат граѓаните и граѓанките, а колку можат институциите во овие процеси? Пред се треба да тргнеме од самите нас, значи од обичниот народ. Значи доколку ние сме спремни за промена на подобро, значи ќе почне се друго да функционира нормално и со помош од институциите. Тоа би можело да самите треба да сме свесни и самите треба да сакаме да се подобриме како општество.